Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание Јаде Бурек на ТВ Сонце. И вечерва имаме гостин во студиото е Ивон Величковски. Ивон, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, добро најдов. Како да те представам? Ивон Величковски. Добро. Иницијатор на Движењето за нова република. А така, извини што вака не сум запознат со новите твои генерали, знам беше некој дериват на некоја либерална опција. Јас бев председател на Либералната партија, некаде до крајот на минатата година, кога ја дадов оставката, ја ефектуирав после председателските избори. А така, и сега си? Сега сум иницијатор на Движењето за нова република. Што значи тоа? Па тоа е практично една иницијатива во која сакав да ги, како да кажам, да се придружам и да ги поведам сите оние кои што сакаат да градиме политичка партија или политичко движење кое што не треба да биде привезок или чисто форма за партиско вработување или наградување, туку да креираме политика. Сакавме да излеземе од рамките на една класична партиска 30 годишна шема, во која партијата е побитна од ликовите, а вработувањата побитна од политиките. Заради тоа се одлучив на ваков чекор, се консултирав со многу мои пријатели, секако и со сите оние кои што ми беа блиски и со кои што ги споделував проблемите, но морам да кажам, ниту сум бил злобен, ниту биле кон мене злобни во донесувањето на оваа одлука, така што денеска започнавме да, или од пред некое време, од пред месец и пол, практично формално започнавме да движиме оваа иницијатива која треба да резултира со политичка партија. При тоа напоменувам дека идејата не е да политичката партија биде предводена од мене, бидејќи затоа и велам иницијатор, туку треба да го постигнеме договорот како вистинските луѓе да бидат на вистински позиции. Ова не знаевме дека динамиката ќе ни биде забрзана со брзите предвремени избори за 6 месеци што ќе се случат, така што еве, денешната состојба е таа. Ја те поканив за сосема друга причина, за некои твои интересни колумни кои така делуваа малку освежувачки, поради тоа што не си од оние тешкаши аналитичари и политичари кои се барем еднаш два пати неделно на медиумите, да речеме, кои ги протежираат едните исти и така натаму во оние дуели дебати и што ти ја знам. Па мене ми беше интересно за тоа да прозбориме, но бидејќи имам доволно време, јас уште малку би сакал да слушнам во врска со ова. Дали би можеле уште малку да го отвориме овој разговорот за ова иницијатива, за ова движење? Значи, овие колумни за кои што зборувате, што покажува дека апсолутно ништо, ниту сум се спремал, ниту сум се договарал со тебе и обожавам овака да се избрукам, да не знам, ама барем ќе научам нешто повеќе. А зошто брукање? Значи, јас прво и основно благодарам за поканата и благодарам за можноста да зборуваме. Ова повеќе ми покажува дека можеби јас не сум бил доволно гласен во објаснувањето на моите чекори или во нивното најавување. Еве, користам оваа прилика и благодарам за можноста. Токму кога ги споменав овие колумни, ќе кажам дека таа политика која што јас сакав да ја застапувам, која што не беше можна поради коалицијата која што беше склучена, едноставно не можев да ја застапувам и од таа позиција. И овие колумни за кои што зборувате, таа е претпоставам она за потребата од неомакедонизмот, бидејќи знам дека предизвика доста вознемиреност, коментари, позитивни, негативни и така натаму. И она сега што беше тоа се вика у мој свет внимание и благодарност за тоа. Повели. Тоа се теми за кои што едноставно сакав да зборувам затоа што сметам дека е потребно и особено затоа што денеска мислам дека се враќаме на потребата политиката да се врати кај политичарите, а политиканството кај политикантите. Во изминатиот период забележавте многу ликови кои што имали и високи позиции, имали големо искуство, но на крај успеваат да се втопат во една, јас би рекол, медиокритетска средина на сивило, во кое што или си за владата, или си против владата, но кога ќе завземеш една позиција, таа ја завземаш врз основа на придобивките, а не врз основа на целите и убедувањата. Заради тоа денеска ние изгубивме практично квалитетна дебата и изгубивме она што би значило барање на решенија низ диалог. Кој ќе каже тоа не е политички диалог. И сега ние сметаме дека тоа е нешто седнуваат луѓето па само на формални состаноци и слично. Не, политичкиот диалог и воопшто диалогот се води насекаде, од социјалните мрежи до студијата, до средбите со граѓаните и слично.
Второ, оно што беше наведом изненадување за многумина беше еден третман на тоа што го зборувам дека станува збор за национализам. И јас сега ќе кажам и дека практично најголемиот дел од идеологиите во себе и вклучуваат национализам, но исклучуваат шовинизам. И тоа во мојата реторика сигурно сте забележале дека не постои, затоа што тоа е моето верување. Национализмот сам по себе ќе стане штетен во оној момент кога е исклучив кон било која друга нација, а станува шовинизам и од етноцентризам практично прераснува во шовинизам, во оној момент кога ќе започнете да ги навредувате другите, да ги сметате за помалку вредни. Ама овде збориме за семантика, овде збориме за тумачење на зборови, а не за суштина. Не, овде зборуваме за суштина, извинете. Затоа што нашата мантра во овие 30 години не беше разбирање на граѓанскиот концепт како застапување и на македонизмот и на сите оние потреби на сите припадници на народите во Македонија, кои што ги имаат заради одбележување на сопствените колективни права и сопствените лични граѓански права, туку стана збор за еден вид на фетиш во кој што луѓето бега од јасната национална дефиниција, односно дефиницијата на јасната национална стратегија, затоа што мислат дека таа се однесува само на еден етнос. Еве ја денеска ситуацијата во која ние немаме национална стратегија, пристапуваме кон неа од позиции на партиски догми, и ни се случуваат договорите во сите овие форми кои што се случија, без да ја согледаме нивната длабочина, без да ги земеме нивните позитивни елементи или да ги анулираме негативните. Интересно ти како либерал по вокација да го браниш македонизмот, само мислам дека, знаеш зашто? Затоа што јас, кој се сметам за патриот и имам малце така, се сметам за демохристијанин. Прво по убедување. Она што јас го напишав во мојата предпоследна колумна, за падот на македонизмот. Македонизмот љосна од земја. Остана некоја Твитер, Фейсбук отпор. Зошто? Затоа што тие кои се залага, не се беа, јас само на прсти ќе набројам неколку луѓе кои се со авторитет, со дигнитет и стручно способени да говорат на теми кои се поврзани со националното, етносот, јазикот, она кој сме и што сме. Еден од нив е Блаже Ристовски. Но, во мојата кариера, и ја признавам дека овдека во мојава емисија се истопотариле еден куп полуприучени, забегани. Јас сум доаѓал, Ивон, во ситуација, извини, не интервју, веќе е разговор ова, ситуација кај што они ми зборат, нему му се видело, Александар рекол на Клеопатра, ово, она, и сега, тоа едно време повлекуваше народ, и они станува, го чувствуваа тоа, станува се поарогантни, објавува книги, ово, она, ние сме ова, ние сме она, и прум, кој им се сруши, реалити чек им се дешава. И сега, кој ќе го спомнеш македонизмот, ја вака, чекај сега, викам, што е работава и морав да го прочитам затоа што беше и сега тука е двете крајности, антимакедонизмот и крајниот македонизам. Убер македонизам. Ние избегавме од она што Блаже Ристевски 40-50 години е по архивите во Москва, во Софија, во цел свет собира и врз основа на тоа докажува преродбеникот тој и тој, во тоа и тоа, така и така. Рекол дека е Македонија, значи имало македонска свест, вака бил. Значи, тоа е реална основа врз која можеме да темелиме, а не низ некој... мене денеска имаш еден пат ти се отвара, овдека, ај стисни жел, ти се отвори, еве. Ја разбирам тезата, иронијата, затоа ќе направам дистинкција и затоа зборам за потребата од неомакедонизам. Значи, ова сега за кој што зборувам не е само класична партиска, туку станува збор за малку поголема тема и за неа, како што и констатира веќе, таа е и надпартиска и надгенерацијска. Зошто неомакедонизам? Бидејќи македонизмот прво има три толкувања. Едното што го имаме ние во Скопје, едното што го има во Софија, дека е тоа задирање во еден романтичен дел од историјата, и едно што го има во Атина, кое што е задирање во антропо-етнолошкиот контекст на грците. Заради тоа ние мораме да разбереме и да го пронајдеме практично самиот корен на нашата злоупотреба во еден период на македонизмот и во еден период откажување од самото него. Ако гледаме во таа генеза
Значи, самата дефиниција која што денеска е неформална, е дека станува збор за национална идеологија и политичка доктрина. Тоа е као една дефиниција? Да, една, знаете колку е комплицирана, ако дозволите, јас сега ќе искористам можноста, бидејќи техниката дава можности да дојдеме до попрецизни. Сакаш да си цитираш? Потребен ми е цитат, затоа што станува збор за, чујте каква дефиниција. Неформална дефиниција, национална идеологија и политичка доктрина, заснована на чувство на македонска припадност и македонска национална самобитност, што се обосновува со античко македонско наследство во подкрепа на национална посебност и самобитност на македонскиот народ во однос на соседните. Чекај, и продолжува и натаму. Значи, ова е така една, македонизмот е национална концепција во борбата за етнокултурна и државно-политичка емансипација како посебен ентитет во словенскиот свет. Значи, направена една таква мешавина во која што наместо идеологијата да биде политичка, а доктрината да биде национална, се е испремешана. Всушност, потребата од тој неомакедонизам е заради тоа што ние мора да разбереме дека македонизмот не се однесува на она што беше класична, јас би рекол, службењачка креатура на убер-македонизмот, кој ги исклучуваше сите неправославни од припадноста македонец и која што на нацијата гледа исклучиво како на етничка македонска припадност. Напротив, значи модерната нација ги опфаќа сите народи или припадници на народите на етносите кои што се наоѓаат во една земја. И нашиот тој македонизам превземен од службите или злоупотребен од службите во еден период практично создаде убер-македонизам од една страна или она што денеска ни се создаде како обид за македонизам да се представи всушност Европската унија и НАТО. Не, тоа се наши цели како граѓани и тие цели ги одразуваат раководствата на државата, државните функционери. Тие се дефинирани низ органите во државата, но тие не се суштина на македонизмот. Значи, во оној момент кога македонизмот влезе да биде односно анти-албанците, анти-бугарите, анти-грците, анти-србите, во тој момент, наместо да ние имаме еден пристап на градење на сопствената нација, всушност македонизмот стана начин како кон соседите или кон нашите сограѓани да се однесуваме од позиција на нешто повисоко, на нешто што гледаме со подценување и всушност, ако забележувате, денеска живееме во соништата за тоа како сме живееле пред 30-40 години. Тогаш се било убаво, сега денеска ништо не чини. Едноставно, ние не се фокусираме на нашите дневни и идни потреби, како држави, како нација. Чекај, овдека е малце веќе и психологија и парапсихологија. За национална доктрина, Тито, не политичка. За Југославија и Тито се уште зборат, не оние кои го живееле тоа време, бидејќи забораваат како 6 сабајле морало да се чека за леб, за млеко, како не смееш да уклучиш струја затоа што не можевме да платиме, јас знам колку сум земнел, и што ти јас знам уште милион работи. Да се подсетиме, значи јас сум растен со рестрикции, стабилизации и така натаму. На ката лахтова, немањето кафе, и сето тоа било убаво. И ја разбирам дека постар човек, секоја бидејќи истиот опит е правени со севернокорејци кои пребегале, кои живи среќни во Америка и сега им прават онака профил и сега доаѓаат во моментот како им било детството. Значи он каже колку е лош животот, колку е страшно ова, она, комунизмот, убивање, све. Како ти беше детството, она, леле, убаво, леле, деца среќни. Но, кога деца денеска кои никогаш немале ни допирна точка, родени во 21 век, зборат за Југославија, тоа е веќе диагноз. Тоа станува збор за еден инженеринг. Значи, тоа е еден вид на инженеринг кој што деловно се случува и преку социјалните мрежи. Значи, моите сеќавања за детството нормално се убави, бидејќи моите родители се грижеле. Така е, и нели родителите се грижеле да биде се убаво, да имаме се што може. Не сме се соочувале со проблемите на секојдневица. Така е, и за волја на вистината, еднаквоста во недостапноста на одредени работи била поголема. Да биде политички коректно, вака кажа. Тоа се вика, ние тога дека сите имавме, туку сите еднакво немавме. Или сите еднакво тешко доаѓавме до некои работи. Значи, но не е поентата овдека само да одиме на како да кажам, осуда на чувства. Во политиката мора да има и чувства, но пред се мора да има рационалност. Во оној момент кога ние го губиме чувството, така да кажам, на ориентираност
кон овие 2 милиони по попис луѓе, иако денеска не верувам дека имаме повеќе од 1.400.000 присутни во Македонија, во тој момент ние правиме основната грешка и се насочуваме или кон минатото или кон некаква магловита иднина, без притоа да знаеме што мора да направиме денес, што мора да спречиме како последица да се јави утре, што да коригираме, ако сакаме слободно да кажеме, и со што да ги согледаме грешките, па кога е потребно да се извиниме, дали кон самите себе или кон генерациите кои што го пропуштиле времето. И од тие причини сметав дека беше потребно да зборувам на таа тема, затоа што денеска обидот за комплетно бришење на емоциите од политиката всушност ја прави политиката на еден ваков степен на неразбирливост или неизино суопарно делување, во кое луѓето практично па и не прават ништо повеќе од што да се приклонат кон едно или друго политичко раководство, само заради тоа што треба да остварат една или друга политичка цел. Односно, лична цел за себе вградување, дали во економскиот, дали во административниот или во било кој друг систем. Заради тоа, и кога зборувам за потребата од нова република, јас зборувам и за потребата од поинакво конституирање на самите институции и односот на институциите кон граѓаните. Значи, да не се лажеме, не станува збор за името на републиката. Не, за името очигледно успеа да се смени. Поентата е во друго. Поентата е како да изградиме институции кои се достапни за граѓаните. Ма знаете за каков тип на институции зборувам? Не е битно дали вие веќе собранието го гледате на директен пренос. Тоа знаете дека гледале, не гледале, седниците ќе си течат, дневниците ќе си минуваат. Односот на државата или на институциите кон граѓаните во првиот момент на шалтер. Односот кон луѓето, ама па тука ево тој лик кој што секогаш, ама зарем тоа да го менуваш? Па да, тоа. Па што треба повеќе од тоа? Не, овој мој лик сосема погрешно го протумачи. Се извинувам ако. Еве сега ќе ти кажам зошто беше мојата реакција. Затоа што оваа земја, драг мој Иван, е направена да биде комунистичка. Сите други земји успеа да излезат од таа шема, затоа што има некоја, да речеме, 50 или 100 годишна наназад некаква основа врз која ја изградили. Ние изградивме држава 45-та, како што ни кажа темпо, а Лазо послуша. Така што ние уште ги имаме истите институции, истиот однос кон луѓето, кон народот, она што беше пред 50 години. Значи, невозможно е поинаку да перцепира. Ние сме сегде фасцинирани. Гледаш што ми е мене сценографија? Куферот. Све ти кажува, све сме фасцинирани од секој странец. Ние сме како црви. Дошол американецот, Бориновски кафе, па што ќе каже амбасадор? Па што ќе каже амбасадор? Па Тимоние го пофалил Јани Бојаджи. Вау, гледаш ли? Па Тимоние не искритикувал, и ти кажа, нели, за овакво. I don't give a shit што кажуваат они. Ја не функционирам овде во оваа држава, оваа институција. Ама поинаку не може. Чекайте, ама се согласувам, но има една разлика. Вие имате обврска како новинар и како граѓанин да ги гледате работите начинот на кој што вие зборувате. А јас како политичар или во обид да можам да ги наметнам своите политички ставови и своите политички прагми и мерки, морам да го гледам и тоа што го зборува Тимоние, и тоа што го зборува Јанко Илковски, и при тоа да знам да разграничам што можам да применам во моментот, што е корисно да го применам воопшто и да ги разберам пораките. Можеш ли да ми бидеш радикален во искажувањето како тоа би успеало? Еве во утопија, утописки. Како ние би успеале да ја редефинираме државата институционално за да направиме живлива, да може да се живее у оваа земја. Зошто утописки? Значи самата употреба, значи ја разбирам потребата од дефетизмот, зошто го употребувам? Зошто? Добро, дека нема да се создаде. Ти веруваш? Значи па јас прво и основно го одбивам низ тоа заговарање на неомакедонизам кој не е насочен контра некого, туку е насочен за нас. Практично тргнува во еден поинаков пристап. Прво е да престанеме со сопственото и националното самосожалување. Значи, јас немам проблем да кажам дека македонскиот народ имал тешка историја и дека државата па не е баш многу одамна. Факт е, еве, 80 90 години. То не ме фаќате нели за плюс-минус децени. Поред, ве разбирам што сакате да македонскиот народ немал дефинирање, самостојно дефинирање од 16 век, пример. Како што го познаваме денеска. Добро. Впрочем, нацијата како нација е креатура на 18 и 19 век. Како кај скоро сите народи. И немаме, де треба да имаме проблем да го видиме тоа.
затоа што на крајот на криштото народи се создавале и многу порано и многу подоцна, но малку народи, 200 и кусур, успеале да направат држава, ние сме меѓу тие што имале среќа да имаат држава, а забележуваме дека многу други народи ја немале таа можност, среќа и привилегија. И сега нашата работа е да бидеме прво и основно мудри, второ да бидеме паметни и развојно ориентирани, и во тоа заборавањето на тоа што сме го имале не смее да се случи. Но треба да знаеме од каде сме тргнале, за да знаеме и каде сакаме да стигнеме. Затоа во оној дел, нели, сме направиле држава во комунизмот. Тоа се погодило. И сега не можеме ние да кажеме дека е тоа лошо. Ќе било подобро да сме успееле претходно. Добро. Денеска, ако сакате, еве сум зборувал со луѓе од Хрватска и ќе ви кажат, значи најспремни држави административно ви се Србија, Бугарија и Грција по тој редослед. И тоа да ви кажам искрено, ние денеска не можеме да го кажеме поразлично, иако Хрватска е во Европската унија, ние не сме, Србија не е, Бугарија е во Европската унија, Збориме Грција е. административно како услуги за народ. Да, бидејќи тоа е еден однос кон држава која што била изградена порано. И сега, ако тие можат да го кажат тоа, зошто ние сами себе би сакале да се правиме постари од што сме, или да се поништуваме самите себе си и да го викаме, не, ајде да видиме што тука до кај може да стигнеме. Притоа, оно што е многу битно е во нашето разгледување на историските факти, да се помириме со неповолни или оно што е различно од оно што го знаеме како историски, демографски сознанија и оно што денеска ние. Значи, ние не заговараме за обштествени теми кои што ни се многу битни. Збориш уште за неомакедонизмот. Да, бидејќи ако не зборуваме за тоа каква ние да речеме демографската состојба, ние утре не можеме да знаеме какви ресурси човечки имаме за да произведуваме нешто, во која насока да го градиме сопствениот правец на индустријски, земјоделски, економски развој воопшто. А она национално чувство на изразување и кој би опфатил, затоа што не знам дали ја погрешно те сватив, дали гледачите, но ќе треба некој сегмент да се дообјасниш, а тама не момент, затоа извини што те пресекувам. Вика, гостинот рече одма писмо, затоа ми фати, дека под македонец се подразбирало само православен, а не сме им давали на другите. Оној убер, значи уште еднаш да кажам. Тој службењачки креиран убер македонизам, така наречен, во кој што идеше на исклучување на све, беше вештачка творба во која македонец подразбира само тоа. Па не подразбира. Значи ние имаме македонци од муслиманска вероисповест. Имаме македонци од, како се века, протестантска, христијанска протестантска вероисповест. Имаме католици. Па сите тие велат, ние сме македонци. Имаме и неколку кои се од афричко потекло, кои живеат тука и човекот се декларира како македонец. Значи да се надам, кој ќе му го одземе нему правото да каже дека јас сум македонец. Он се одлучи. И тука е целата работа што тој вештачки креиран убер македонизам, се надевам дека сега гледачот ме разбира добро и се надевам дека ќе реагира. Не само гледачот, он, туку и има и некој друг. И тој однос беше практично, ако се сеќавате, креиран во една форма на, јас би го нарекол, сануовски национализам. Каков? Сануовски, на фамозниот меморандум на Саново во 86-та година, кога македонизмот дефинитивно ја напушта сопствената креативност и одржување или она проткајување што го има во градењето на македонските институции, институциите во Македонија, и преоѓа во југозаштитништво. И денеска практично ние живееме и последици од тоа. И таа е она носталгија која што, така да кажем, некои се обидуваат генерацијски да ја узгајаат и во исто време одржувањето на таа стара форма на СФР југословенски македонизам, заснован на припадност кон 20 и кусур милиони држава, во која Белград, а не Скопје, ќе ги се грижи за државните интереси на Македонија, практично доведе до тоа да се создадат елити кои што овде го бранеа тој пристап и се уште некои од нив го бранеат тој пристап, дали во медиумите во кои што од еден медиум или се распоредија во повеќе. Белград е заменет со Брисел. Ние имаме тука еден проблем и нашата надворешна политика, а богами и домашната политика цело време се занимава со тоа. Како еден центар да замени со друг. Но во исто време одиме и со многу непринципиелности, не само во домашната политика, и тие се тие кои што создаваат конфузија, туку се создава конфузијата и на неколку други нивоа. Кога забележувавте процесот од 2016 наваму,
Имате еден период со Тирана, супер сме, другите кои ги врти. Заврши ова, батали Тирана, врти се Софија. Супер сме сега, батали Софија, идеме на Атина. Тоа сакаш да кажеш дневно непринципиелна политика, надворешна политика како стратегија. Да, и таа се одрази и се одразува се уште. Затоа што во самиот процес, јас имам една од колумните лани која што ми предизвика доста непријатности. Јас тврдам, таа се однесуваше на онај процес на преговарање кога дојдовме до договорот од Преспа, во која што да речеме според мои сознанија јас реков дека беше неопходно кога веќе барем се постигне тоа да можевме да го искористиме расположливото и од на граѓани на Северна Македонија кроз државјанството, кроз македонско, ние имавме можност да биде граѓани на Северна Македонија кроз македонец, кроз албанец, кроз не знам турчин, србин и така натаму. И еве се ќе ве прашам. Може би ќе изгледа на прв поглед ова неубаво што го зборувам, непопуларно. Но дајте ми еден друг начин. Грција де факто без да ги со сиот, значи со земање во предвид на сите нивни домашни специфичности. Дајте ми друг начин како можеше де факто да го признае македонскиот етнос. Моментите во политиката, а особено во надворешната, треба да се искористат. Јас не можам да кажам дека сега сме дошле до одличен договор и мислам дека напротив сега ќе треба да доаѓаме до тоа како што, како и кога би можело да се подобри во смисла на коригирање. Но сега ќе треба да бидеме и многу внимателни и да се потсетиме од каде сме тргнале и каде сме завршиле, за да не го завршиме повторно кругот како што е оваа маса, да речеме, овде во студиото. Тешко е предупредување, извинете, но мора да се каже. Не, воопшто не е тешко. Мислам дека малце го дигаш нивото на еден повисок тон и тоа е твој прерогатив и потполно го почитувам. Се прашувам дали јас позастанувам дали повеќето од овие работи што ги кажувате луѓето ќе ги разберат, но мислам дека ќе треба да изгледаат и репризата ако некои работи не им се јасни, што ја ве разбирам. Дали збориме, ние се навраќаме на реченицата на Киро Глигоров за еквидистанца за градење на Македонија на надворешната политика, уште во почетокот на 90-ти години, за која од неговите сопартици беше силно нападнат, кога он викаше Македонија треба да гради еквидистанца со сите. Јас на терминот дистанца, еквидистанца, значи делот од еквидистанцата кај што се однесува на дистанца, не би сакал да се осврнувам како на најкреативен. Во тој момент, веројатно, дефиницијата беше неопходна заради сите околности во кои што живеев. Так. Но ако земеме дека секоја генерација го вградува својот придонес во политичкиот развој на својата земја, ние на првиот претседател на Републиката можеме да му се заблагодариме за одиграното во тој период. Оваа генерација сега треба да размисли дали еквидистанцата е доволно корисна или пак би можела да пристапи кон еднаква стимулација на соработката со сите околу нас. Сакате да кажете исти пристап со сите соседи, со сите земји? Значи, прво и основно на соработка и на отварање на двата коридора кои минуваат низ Македонија. Не зборам за детали. Значи, зборам како општо, како идеолошки, значи со еден принцип кон сите. Дали е тоа Соединените Американски држави, дали е тоа Албанија? Зборам за соседите. Еквидистанцата на Глигоров беше во однос на соседите. На соседите. А Глигоров беше тој кој што ја поддржа тезата и нормално ја застапуваше за членството, бидејќи тоа е декларација на собранието на Македонија, за членство во НАТО и желбата за пристапување кон Европската унија, тогашна Европска заедница. Ние дојдовме до ситуација кога веќе македонец, македонски стана фобија за било кој. И тука, иако ги обвинувавме и соседите, и самите сме виновни со тој екстремен македонизам кој се исклучуваше и кој денеска албанците не можат да се препознаат, ама затоа на албанец не му е проблем да се каже американец, затоа што може да се најде, ама му е тешко да се каже македонец. Мада, иако ќе ги видам овие младиве спортисти, знаеш, со оној жар кога игра за репрезентација и така натаму, тоа се тие мали изблесоци кои може би зборат у ваша корист за тој неомакедонизам кој ќе ги опфати сите. Ама, нели, тоа треба да почне од нас. Но, прво е, значи затоа кога зборувам за тој неомакедонизам, зборувам за потребата од 3 степени на договор. Прво, тоа се, ако сакаме, не сакам да користам многу тешки зборови од типот на историски договор.
Ајде да кажеме на рационален договор. Добре. Прво тој треба да биде меѓу македонците. За овој убер македонизам да нема повторно простор во македонскиот политички во македонското политичко секојдневие. Па тоа го предизвикаа пред се новинари. Да, но секогаш, но говорот дали е на омраза, дали е на исклучивост, потекнува од медиумите кои што денеска се и бројни и Ама во име на тој македонскиот народ страдал, па ти сега да страдаш, да ти се случи земјотрес, метеор да ти падне и така натаму. Тоа е сето тоа кое што се одвиваше на социјалните мрежи, кое што така се мултиплицираше. Така е. Затоа тука, значи зборувам за потребата од таков договор во кој тоа не е нешто што јас треба да го кажам па да се заврши. Треба секој од нас да си ја најде причината, мотивот и тоа ќе се најде низ политичари, не со договор, ама политичари, мислам со свест. Политичари кои градат свест. Значи вечерва јас сум помалку овдека во улога на класичен политичар. И мислам дека секој од нас ќе треба да ја напушти веќе на улога на класичен политичар со не знам толку бодигарди, со не знам волку толку. Не, луѓето имаат потреба да знаат што мислат нивните политичари и оние кои што сакаат да бидат нивни представници. Тоа е прва работа. Второ, во оној момент кога ќе се разбереме дека нашиот однос не треба да биде заснован на тоа како на другиот да му е полошо, туку како на нас да ни биде подобро и заедно со нас сите кои што живееме тука, тогаш можеме да зборуваме за градењето на договорот, пред ќе кажам, меѓу македонците и албанците. Бидејќи во оваа држава мораме да прифатиме дека покрај македонците и албанците постојат и други припадници на други народи, кои што исто така трпат заради сето она што овдека не сме го договорили или сме избегнувале да го договараме, или политички не било конјунктурно во одреден момент, или нечија кариера била доведена во прашање. За потоа Македонија да може, јас тука зборувам за неомакедонизам, но вие наречете како сакате. За потоа Македонија да може да ја најде својата регионална смисла и да може да биде држава која што ќе ги поврзува двата коридори, а не само еден, или не да биде индолентна кон своите соседи. Вие впрочем знаете колку тешко беше во еден период да прифатат луѓето дека немаме 4, него имаме 5 соседи. И знам какви да речеме беа све претумбации правени затоа што владата де се плашеше да го признае Косово, па де ќе носиме декларации слично. Не бе луѓе, зашто да не ги признаеме реалностите? Трето, Киро Глигоров на времето имаше легендарна изјава на 103-ка, мислам дека не се 5, туку се 6 сега. Добрососедските односи помеѓу Македонија и Турција. Го обожавам заради тоа. Викам, ја сакам таа граница македонско-турска. Видете, значи јас се сеќавам имаше и луѓе кои што зборуваа за виртуелни конфедерации со Тајван и слично. Значи сме имале многу како да кажам екскурзии. Импровизации и слично, но мислам дека после 30 години можеме да издвоиме веќе во овие генерации луѓе кои што имаат почиста свест, кои што имаат теологија и според сево ова што го перцепираме, живот чудо е како ние сме обстанале. И сега што ќе веруваме? У форс мажур или некој овдека сериозно се заложил ова парче да обстане? Па знаете како е и во форс мажур и во тоа дека всушност ќе имаме овдека виша сила, нели? Да. И во тоа дека овдека имаме пријатели кои што биле загрижени и кои што сакале на Македонија да и помогнат и на македонскиот народ. Тука ќе издвојам, извинете само, значи би сакал да издвојам она улога која што ние забораваме, да речеме од улогата на извештајот на Карнегиевата комисија наваму, тоа е првото лоцирање од страна на американската дипломатија или од страна на американските државни органи и на специфичностите, односно на најавата на специфичностите на македонскиот народ, за состојбата на малцинствата во тогашните отомански простори, но исто така да ве потсетам и во тој дел за македонизмот, таму зборувам дека всушност де факто самостојноста на Македонија како држава започнува од истоварувањето на првиот американски војник на Скопскиот аеродром во декември 1992 година. Затоа што низ мисијата на УНПРОФОР, која е многу комплицирана и прва форма на превентивна воена дипломатија, практично во Македонија дојде мисија која што ја обезбеди тогаш се уште неформалната граница, неформализираната граница, обележаната граница меѓу Македонија и тогашна Сојузна република Југославија. И сетете се дека во моментот кога заради тајванската авантура
се случи повлекувањето на Умпрофор, започна она што не вовлече понатаму во конфликтот 2001 година. Значи, мораме да сватиме дека околу нас, тогаш од страна на меѓународната заедница, денес и од страна на нашите соседи, постои едно безбедносно перниче. Иако ние сакаме да тргнеме од тоа дека сите нешто нели сакаат да ни направат, и тоа е нашата перцепција на само сожалување дека ние сме едно кротко јагне, а околу нас се волци. Добро, сигурно имаме и историски причини заради кои што не можеме секогаш да гледаме беневолентно. Но мораме да разбереме дека нацијата мора да ги изгради своите форми на стабилност, своите форми, ако сакаме, на политичка предвидливост кон граѓаните, но и својата мисија и цел во регионот, на континентот и натаму, еве, сакаме да припаѓаме, нели, блиску сме да припаѓаме до тоа во НАТО, па треба да знаеме која ќе биде нашата функција. Оно што, да речеме, за мене е цело време само подценувачки. Ние ќе добиеме од НАТО безбедност, ние ќе добиеме од Европска унија пари. Добро, ајде да се запрашаме за возврат. Што ќе придонесеме ние? Низ 2% од бруто домашниот производ на буџетот на Македонија, ние НАТО ќе го направиме потврсто, ние нашите војници треба да бидат на ниво на задачата, а нашата дипломатија и нашата војна дипломатија треба да бидат и уште повеќе на ниво на задачата. Што ќе придонесеме кон Европската унија? Ајде да се запрашаме. Па со што можеме ние да придонесеме? Ево да речеме, дипломатиите на земјите членки имаат односи наваму, натаму. Со што ние ќе придонесеме? Спушти ја тука топката, ќе направиме пауза. Помина еден цел блок, ќе направиме кратка пауза, а потоа ќе го продолжиме. Извинувам, јас ако не ме прекинете, можам вака доста. Нема проблем. Имаш уште саат време. Благодарам. Одиме режија. Продолжуваме разговорот во студиото со Иван Величковски, со кој го поканив по повод неговите неколку критички настроени колумни, и излезе дека господин Величковски има една добра, интересна идеја со која се запозна вечерва, тоа е иницијативата за Нова република. Нова република. Убаво ја образложивте, доста детално, иако има делови што ќе треба уште еднаш вака да ги погледнам, па се надевам дека во иднина ќе можеме повторно да поразговараме на себе ова, бидејќи ова не е тоа што го зборевме сега време, не е дневна политика, тоа е концепт како ќе се иде по натаму. Го следевте ли интервјуто со Стојанче? Да, го следев. И каков е вашиот впечаток? Човекот сака да се наметне како политичар. Каков е вашиот впечаток од она што се... Бидејќи ми е единствен до сега владин представник што сум имал. Па прво, како владин представник, треба да му се честита на одважноста да дојде да ги соочи аргументите. Сега го разбирам, значи во одредени моменти, вчера го гледав, се гледаше, значи таа неможност да се парира баш со аргументи, заради тоа што застапува влада која што и нема баш со што да се пофали. И сега, значи, човекот треба и да го разбереме. Во исто време, останувам на тоа дека, нели, доблесно е од негова страна што се појавил. Мислам дека дури и во еден момент кога влеговте во поостра полемика, сосема коректно, така да кажам, се обиде да одбрани, но знаете како е, во политиката во принцип треба да се знае кога нешто може да се брани, а кога треба да се престане да се брани неодбранливо. Тоа би му, мислам дека секој од нас треба да си го види. Да, често ми го викаат тоа за мојот минули рад. Си бранел нешто што не си требал да браниш, но и ја и го разбирам, сепак околностите се. Јас морам да извинете, значи морам да направам тука една дистинкција. И преска кога реков, политиката на политичарите, политиканството на политикантите. Јас сум политикант. Не, вие не сте ниту едно ниту друго, вие сте новинар или водител на емисија.
И јас секогаш знам дека различни стандарди важат за сите оние кои што седиме. Прво, за луѓето кои што се од таа страна на телевизорот и за нас кои што сме од оваа страна на камерите. Па потоа меѓу вас и мене важат различни правила. Вие сте водител, уредник на емисија и слично. Вие имате право да ги поттикнувате, па дури и непријатните прашања. А ние немаме право како политичари или нешто сакаме да бидеме политичари, немаме право да се лутиме за поставените прашања, бидејќи нема лоши. Не ми одговараш мене, и ми одговараш на гледачите. Апсолутно, значи тоа е нивниот интерес да дојдат до одредени сознанија. Се надам дека бев доволно коректен, бидејќи не сум овде да судам. Дури и прекоректен сте во сите искажувања досега, но таков ви е дискурсот, така да колку и да се трудам не можам да извадам нешто така покрваво, народот сака крв, сака дуел. Еј, мојов го зезна твој, еј, му го спопика сега, еј, му го и слично. За жал тоа им е потребно од дуелот помеѓу Бранко Црвенковски и Љупчо Георгиевски наваму само така се мерат политичките полови органи и ништо поинаку. Но она што сакав друго да те прашаме е што Македонија претрпе големи turmoil, што најдобар англиски израз е за премрежија или како би го нарекол поинаку, но turmoil е баш онака идеално ми доаѓа овие години. Имено многу силна меѓународна, исто во прашање му го поставив и на Стојанче, многу силна меѓународна поддршка, силно финансирана да се сруши владата на ВМРО-ДПМН е предводена со Никола Груевски. Безрезервна поддршка со огромна количина, невидена количина на пари пуштена во оптек. Денеска сме сведоци на следниве дела. Велиш, владата не може да се пофали, но владата се фали дека го решила проблемот со Грција. Владата се фали дека благодарение на незе влегуваме во НАТО. Владата се фали дека и покрај тоа што Франција ни кажа нон пасаран, ние никогаш не сме имале зад нас пообединета Европа. Да го цитирам Боријан Јовановски, неговата експликација на Твитер во врска со тоа како ја гледа оваа ситуација. Јас за жал би требало да бидам неутрален, но не можам да го перцепирам поинаку Ивано освен како дебак. Бидејќи мислам дека никој на сила не ги тераше и вчера истото му говори, што ве тераше ѓавол да ја спомнувате дека влегуваме во Европска унија. Абе никому не му паѓаше на памет до пред година-две целава работа. Држи си НАТО, терај средивме со соседиве, пукај. Кој ги напали на тоа Европска унија? Јас сум убеден дека ние нема да влеземе, не дека сум дефетиста. Дека едноставно условите се такви, не дека ние добри или лоши, нема да влеземе во Европска унија. Ке влеземе во НАТО, ке бидеме нешто ово она. Еве и Турција е кон Европска унија 25-35 години, колку веќе. Овде има неколку прашања. Овде има 100 констатации и 30 прашања. Повели. Ајде да тргнеме со ред. Прво, дека владата нема со што да се пофали, нема. И останувам на тоа. Впрочем, многу често ми викаат дека моите критики биле засновани на тоа што не сум дел од владата. Веднаш да кажам дека во било кој момент кога ми било нудено било каква позиција, и таа не била нешто што се разговарало, не знам, многу јавно и слично, јас сум одбивал такво нешто. Затоа што сметам дека сум излегол самостојно на избори, сум претрпел пораз, моите политики не добиле валоризација и не сум имал право да барам такво место. Прво и основно. Второ, со тие политики со кои не се согласувам, немам намера да ги застапувам. Трето, денеска доаѓаме во позиција кога политичките партии се помалку значајни од луѓето, од ликовите. Истото се однесува и на политичарите, и на граѓанските активисти, и на новинарите, на кого сакате. Денеска со ова средство, секој од нас е медиум и секој од нас создава своја публика, бидејќи социјалните мрежи го прават своето. Четврто, би било многу битно да се каже. Нервозата денеска е многу помала внатре во СДСМ, отколку во орбитерите околу СДСМ, кои што ги граделе своите општествени или финансиски позиции врз основа на припадноста или орбитирањето кон СДСМ. И јас тоа го разбирам. Но тоа не значи дека нивното мислење станува порелевантно, напротив.
се изложуваат на одреден вид подсмев. Губат на кредибилноста, па и луѓе кои што сме ги доживувале како авторитети, едноставно после толку време не може да го кажат тоа. На крајот на криштата ќе ве потсетам дека јас бев еден од малкумината кои што од мај наваму во 7 колумни, значи го броев тоа, во 7 колумни секој значи месец по 4 сум објавувал, сум го кажал тоа дека во јуни, не очекував кога беше на оној самитот, берлински процес, па сега ќе биде па не одложија за октомври, им реков, значи заборавете на во заграда јуни, затворена заграда 2019 во однос на проширувањето. Тогаш ми се смее и ме правеа луд. Едноставно нешто што мораме да си признаеме дека нас не беше кажано. Колку и да владата не сакаше тоа да го чуе, колку и да нејзините медиумски поддржувачи не сакаат тоа да го пренесат. Во самиот прв настап на францускиот председател во новоизбраниот состав на Европскиот парламент, тој им кажа: ние не сме за нови проширувања додека не ја средиме работата внатре. Прво е тоа. Второ, сега нас ни текна дека Брекзит менува многу работи внатре во Европската унија. Дека се распоредуваат, значи тогаш имаше распоредување во однос на новите ресори во Европската комисија. Па во однос на тоа која комисија како натаму ќе ја води, кој ресор, комесаријат и слично. А ние забораваме дека луѓето си кажуваа многу отворено. Ај биди поконкретен малце. Како Брекзит ја менува ситуацијата? Нели ако една земја излезе за да обстане земјата, тогаш е потребно напротив било подобро и за имиџот и во секој случај да има повеќе земји. А Македонија е спремна за влез во Европска унија според некои параметри. Според некои параметри, според многу параметри. Добро, на хартија, на многу хартија, на хартија сме. Британија излегува. Да. Вакуум простор се создава. Вакуум просторот е од перспективата на Скопје кон Брисел. Но внатре во Брисел или на сите тие европски метрополи, не заборавајте дека имаме еден склоп на историски односи меѓу државите членки, на економски интереси меѓу постојните држави членки и слично. Општо го збори, све е точно, ама све некако не ја допира, све е некако како внимателен да си. Сум внимателен и ќе ви кажам и зошто. Добро, ако сакате да бидете внимателни, ќе бидам и поконкретен, но сакам да ви кажам зошто е внимателност. Затоа што не е нашата работа да ја толкуваме само Европската унија или само себе, туку да го сватиме односот на меѓусебното влијание. Па затоа барам поконкретно на тоа што мислите. Во односот, значи на тоа што е поконкретно се односите да речеме меѓу Берлин и Париз, бидејќи вакуумот со заминувањето на Лондон, за кој што и вие зборувате, значи дека се создаваат нови простори кои што сакаат да ги пополнат. Дали Берлин, дали Париз, дали Варшава и слично. Нормално дека нема. И ние мислиме дека нормално, нели, се за нас е најбитно што ќе се случува со нас. Но ние не можеме да сватиме дека светот, оската на земјината топка не поминува низ Македонија, туку секој од тие процеси си имаат свое влијание. Мислите дека француското не е терање инат затоа што Германија толку го пумпаше и го вршеше притисокот? Не би се согласил. Па тука е проблемот на нашата перцепција црно-бело. Кога ние и цело време во политиката тоа ни се случува. Кога имате црно-бело, практично имате малку црно и бело, немате многу сиво. Резултатите се сиви. Објаснувам се. Нема, многу сум директен. Не си директен. Се надевам дека ќе бидам подиректен во таков случај. Односите меѓу земјите членки на Европската унија се односи на партнери, но во исто време си постојат ривалства внатре. Но нашето прашање не е прашање на ривалство, бидејќи за внатрешните реформи овде мал милион луѓе кажаа дека имаме застој. И сега едете да збориме за основата. Ниту Макрон, ниту Меркел го направи рекет во Македонија. Ниту Макрон, ниту Меркел го направи дијамет во Македонија. Значи зборувам за крупни афери, кои што, не заборавајте, не се однесуваат само на Берлин или само на Париз, туку зборуваат за Скопје, за Кочани, не знам, за градовите во Македонија, во кои што владењето на правото е апсолутно прашално. А луѓето од таму тоа го гледаат. Тимонија вика на 7 октомври: во ЕУ не треба повеќе земји кои се во залог на десетина семејства. Зошто оваа констатација не влијае кај Меркел? Зошто не влијае кај другите земји? Зошто само кај Франција?
Јас веќе кажав во минатиот петок, значи коментирајќи го оно што сите го знаевме. Кажав дека кон нас, доколку продолжиме да бидеме вака затворени кон самите себе и кон сите околу, кога ни кажуваат нешто, ние нема да сватиме кога со нас ќе играат добар и лош полицаец. Значи ја веќе ве потсетам вака. Готово, све си јасно. Мислам дека е нели поотворено од ова. Значи, нели, ја ја провоцирав и мојата публика. И викам, Франција ни рекла не заслужено. Викам, зар Германија лаже? Не, буквално. Па луѓе, они тие се, ма тие се историја дека давање пари, помошти. И пазите, ние ги доживуваме парите како нешто, не знам, ќе легнат толку и толку пари на средства на буџетот. Па не е тоа. Знаете ли колку чини да ви земат да ви обучат, да речеме 20 на луѓе кои што ќе работат во вашата администрација на одредени специфични прашања? Секој човек чини најмалку од 30 до 50.000 евра неговиот тренинг по година. Па тие се некогаш година, некогаш се 2 години. Значи не зборувам само за сместување и исхрана и патни трошоци. И тоа се тешки милиони. Па тоа се пари, па земете колку Соединетите американски држави овде имаат инвестирано. Над милијарда. Значи, извинете. Викаш дека е разочарувањето воглавно во тоа што ја гледам Тимонија си го фатил за ова, ако не се лажам, Тимонија лани изрази јавна поддршка и тоа беше порака до целата јавност, па и до владата, кога филмот на Јани Бојаджи, кој е филм интернационален, во кој играат и албанци, и грци, значи сегде приден, доби награди, беше кај нас цензуриран, забранет, а Тимонија застана прв и додека сите се думаа што и како, он со режисерот се поздрави, рече дека направил добар филм. Ја филмот го гледав и стварно нема нешто оти у филмот има. Проблем беше дека у филмот од конфликтот се покажува дека албанци убивале македонци, но исто така има како македонци убиваат албанци, како во Грција виз верса и националисти и ние. Значи таа не треба да го гледаш филмот. За жал не сум го гледал, еве. Убава парадигма има на пред дождот и го гази малце патос брише на пред дождот, што е добро, но целава работа. И мислам дека тука првото ова мене ми дојде, чекај, по овој кој му испратил извештај на својот председател што се дешава. Значи имаш цензура на филм, слобода на говор. Ние забораваме, извинете, забораваме уште неколку работи. Врз основа на што го кажува дека десетина семејства владеат со Македонија. Еве ја не знам. Па еве вака да земеме. Сето она што ние го зборуваме, зошто мислиме дека амбасадите не го знаат? Значи за да ние дојдеме во неформални разговори, овој прави вака, оној прави така. Зошто мислиме дека само ние зборуваме, а никој не разбира или никој не гледа што се случува овде? Прва работа. Втора, ајде да ги подценуваме нив дека се не не информираме, а знаете од друга страна што се случува. Градиме една политичка, така да кажеме, елита, која што всушност најмалку елита туку има, дали да кажеме, стекнати или се произведени од она ретро структура која од крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите успеа да се имплантира низ политичките партии. Конкретно кој, ако не да не ги прераскажуваме она што го знаеме како. Па не, тука е многу битно да го кажеме затоа што сите знаеме за кого станува збор, но не знаеме како да излеземе од тоа. Во тој момент, бидејќи на сите ни е јасно, заморени сме. Значи истите ликови кои што 20 на години се занимавале со политика, ги знаеме сите. И знаеме дека во овој момент тоа што беше слабост на Заев беше во дефинирањето на состојбата, но знаеме дека и тој наследи состојба која беше стартана пред него со последиците на екстремната антиквизација која на крај навлезе, ако сакаме, буквално во сите пори на општеството. Ама таа била претходно создавана и така натаму и така, да не ве замарам со историја. Доаѓаме до моментот во кој што и странците забележаа дека помагајќи го одржувањето на стабилноста, стабилократијата низ постојните политички елити, всушност овде се произведе парасистем и тоа го покаже рекет, во кој државата практично помага институционализирано рекетирање, сакате на бизнисмени, сакате на јавни личности, што сакате. Па кор структурата, кор институцијата која што требаше да ја врати правдата, имаше општа меѓународна поддршка и беше инспирирана од нив, видела дека всушност излезе страшно корумпирана. Ја во 90-ти години од либералите, токму од вас, прифатив една идеја, дека ако сакаш некорумпирано општество, треба да почнеш првин од судството. И тоа го кажав за една британска документарна програма, која дојде овде, која ќе иде до година на Amazon Prime.
пред да се случи рекетот, дека целиот проблем кај нас е отсуството. И се сеќавам во тие години кога 5000 марки спомнување плата беше невидена сума, зборам 103 моја, значи. Поддржав, ми се допадна идејата за да почне општеството да се ресетира на позитивно, да ги преплатиш прво судиите со толку огромни средства и пари, да никогаш не му текне да се корумпира. Ја сега последниот разговор што го имам у кафана и секогаш ми завршува со ова, абе добро е човек. Имаше поддршка женана од цел свет. Ја не зборам само од цел свет. Вака, како кралица. Имаше не само што беше СЈО, специјална јавна обвинителка. Она имаше своја институција. Во Романија е специјална јавна обвинителка во рамките на јавното обвинителство. Она и дадо уште 50 души. Значи да прекрасти ноги и ништо да не прави, само да им рече гони го тој, гони го тој. 5000 евра плата. Абе 5000 евра плата и да те искорумпират. Па ова веќе не ми збори мене, ова мене ми збори за наш менталитет. Тоа е политичка, не е менталитет, тоа е политичка култура на однесување. Значи создадена како правило. И не е проблемот само во платата. Царенецот верувал дека она со ова ќе биде задоволна, не ќе мора да се корумпира. Била идејата. Абе можеше доживотна кралица да биде у Македонија, доживотна кралица да биде. Неверојатно е. Идејата беше во Македонија и затоа беше мојата начална поддршка на времето за креирањето на специјалното јавно обвинителство. Идејата беше да се создаде институција која ќе врати не само правдата, туку вербата во правдата. Погрешно. Не институција. Сек да има специјален јавен обвинител. Нема јавно обвинителство паралелен систем. Па сега ти сам кажа дека странците уведуваат дека парасистем се созда. Па тоа е проблемот на рекет. Јас вчера пофаќав една ваша констатација дека одредена служба не знам ги обезбедила снимките. Знаете зашто е тоа небитно? Затоа што јас сум сигурен дека најмалку 3 служби биле заинтересирани за тоа. И сега ќе ви кажам и зошто. Затоа што мислам дека секој е заинтересиран. Ја бе да кажам имиња. Не е битно, ќе ви кажам зашто, значи имињата зашто не се битни. Секој сака да види дали во своите редови има некој корумпиран. Не заборавајте дека во специјалното јавно обвинителство имаше и домашни адвокати кои што беа советници таму, бели истакнати правници и слично кои беа советници, ама имаше и луѓе од надвор кои што требаше да помагаат процесот да се движи. Добро. Секој е заинтересиран дали во своите редови внесол корупција. Прва работа. Второ, мораме да разбереме дека, затоа кога зборував прегиска за емоцијата во политиката. Знаете што? Јас можам да ви зборувам што сакам. Ама ако вие од мене не видите во мојот лик убеденост дека ќе се борам со корупцијата, тогаш џабе. Не ме интересира ликот мене, дела ме интересира. Ама вие за моите дела можете да ги проверите. Тука е целата работа. Ако се сетат, да речеме пред 2 недели, си попив казна на улица со моето моторче и си ја платив мушки. Еве сега да не малку да бидам што се вика подсмешлив, нели разговарате со полицајот, ќе ве препознае. Се што му вел? Ти ќе напишеш казната. Значи сега признавам беше за мал ситен прекршок, ама тоа е тоа. Сваќам си ја прифатил. Зошто ќе ја напишеш? Затоа што или ќе тргне од мене правдата, или санкционирањето на прекршокот или не. Види се враќаме на едно примитивно ниво и тоа го зборам и во емисија. Значи, ќе се јават гледачи, корумпирано судство, корумпирана администрација, корумпирани политичари. Викам, носиш ли ти 100 грама кафе на лекар? Па носам таков е редот. Крај! Кај нас е фолклор тоа. Не. Фолклор е. Не. Абе да ти кажам дека е фолклор. Дека не можеш да излезеш ти од болница ако не оставиш на сестрата на ова. Ти не можеш да поминеш 8 март ако не им дадеш на учителките подарок. И децата едноставно не можат да смислат поинаку. Сега новиве генерации на професори на се имаат проблем како да се излезе од таа шема да не биде корупција. Чекајте сега. Доаѓаме до суштината. Врати се Врати се на падот на СЈО. Зошто падна СЈО? Заради човечка слабост и системски подесена, партиски контролирана корумпираност, желба да се одржи
Не е тоа менталитет, туку културата на политичко живење. Власта сега го обвинува Никола Груевски дека е избрал Катица Јанева. Значи, а знаеме колку се крстеаше во власт во неја. Во овој момент, јас можам со власта да се согласам 50% и на тоа да го додадам Зоран Заев како копотписник на предлогот со Груевски. И уште две албански партии. Иако сакам, нив никој не ги праша, се да бидеме искрени. Што викаш, они само подпиша. Знаете што е проблемот? Ние цело време имаме потреба да кажеме, ама не, знаеш, и албанците беа таму. Добро, ги прашавте, абе не, никој не ги праша. Сега дајте, немојте да се љутиме, дајте да кажеме, за тоа и тој е крив, тој и тој. За она што сум го направил пред 2 недели, изволте, мајсторе, тоа е. Стојанче вчера ги бранеше. Ма немам намера. Бранеше дека Никола Груевски намерно инсистирал оти знаел каква е и Ама тоа јас било негов гледам, проблем. јас ја гледам. А Зоран Заев морал да го прифати тоа. Јас ја гледам, не морал тој ништо да прифати. Значи, тоа да не се лажеме, целта да се оди на тоа, па не знам, требало да биде од надвор од Скопје, за да не биде во скопските шеми. Во ваква централизирана држава, во која Скопје одлучува колку ученици ќе се запишат во средното, не знам, земјоделско училиште во Тетово или во Гевгелија, немојте ве молам. Мислиш дека ќе беше големо понижување да имавме странец? Не, напротив. Ја напротив би сакал Напротив. некој Елиот Нес да видам кај нас овде. Да не идеализираме, се покажа дека очигледно има и луѓе од странство кои што не се имуни толку на корумпирање. Да, ама зависи кој ќе ти го прати. Ако е од висока администрација, ако е од Совет за безбедност, ако ние ова го поставиме како безбедносно прашање во Обединетите нации, оваа корупција, ова ја доведува екзистенцијата на народот. Замолуваме Обединетите нации да испратат све. Значи, преседан ако треба нека биде во светската политика и право, да видам човек или борд, или да дојдат екипа од цел свет, јапонци, кинези, руси, американци и така натаму, и да бидат, како да ти кажам, савет мудраца, кој ќе им даде слобода и да им рече, ние ви гарантираме дека никој нема да ве пипне, терејте слободно сам. Не знам некоја форма, вакво нешто. Молам, тие се на располагање 30 години. Од борд монетарен овде 93-4 година да дојде 5-та. Од помагањето како да се поминат сите лавиринти за меѓународно признавање во Обединети нации. Значи ние цело време ја го имаме разбирањето, поддршката, сакате, значи со сите кавги, и од соседите, и во регионот, и во Европа, па на крајот и во Обединетите нации, и во Соединетите американски држави. Ајде да ве потсетам на нешто. Ние нели зборуваме, Лисабонската декларација беше тежок удар за Македонија. Да, ама потоа во Единбург, толкму со интервенција на една земја членка на Советот за безбедност, прашањето од Европа, каде што Грција го имаше правото на вето, се пресели во Обединетите нации, каде што со моќна дипломатска активност на Соединетите американски држави стигнавме прво до времената спогодба, па потоа, односно прво до членство во Обединетите нации, потоа и до времената спогодба. Јас зборам за значи секогаш имало. Поентата е секогаш сме имале на располагање луѓе кои сакале да ни помогнат. Ние не сме сакале, нашите политички елити не сакале таква помош, бидејќи тогаш започнува ред. Штом има ред, има и санкција за прекршување на редот. Пржино не беше наше пржино, странците го направија пржино. Гледаме каков дебакл доживеа. Повторно кажувам, сето она што не беше изворна од утврдување на политичка одговорност, а таа беше неможна заради, повторно ќе кажам, внатрешно партиско политичко корумпирање, сакате од меници на пратеници, сакате од зависности заради едно или друго, се рефлектираше. Потоа тоа се види, да речеме, и при самите уставни промени 2-3 години подоцна, и ние цело време доаѓаме во позиција во која политичарите ја губат довербата кај граѓаните, а партиите не. Зошто? Затоа што партиите станаа посилни од институциите. Кога зборував за таа нова република, тука е кршењето. Скршите ја силата на политичките партии кои се посилни од државните институции, ќе имате добри институции. До тогаш не. Очекувавте ли, во овој момент имам чувство дека гневот кај народот за начинот на кој беше направена промената на името, насилна, вулгарна, и овој договорот со Бугарија, јас знам дека сето тоа беше со виша цел, со виши принципи, дека иднината на Македонија е само во НАТО, само во ЕУ. Тоа е концепт кој го заговараат и двете партии. Сакате Владко Ѓорчев донесете го, по ЕУ и по НАТО човек нема да најдете у држава. Нема да најдете, Зоран Заев не е толку колку што е он. И тоа е некој кој политичките партии сите го заговараат. Но таа ситуација сега доживува дебакл и повторно се буди незадоволството кај народот. Променивте име, променив договоров. Сите се тие
како да кажам, апстрактни појми. Повеќе се понижувања, ама делува на гласачкото тело. И сега, наместо фрапантно водење на СДСМ после сето ова, ние имаме многу блиски рейтинзи помеѓу двете водечки партии и нема да изненади ниту СДСМ да победи, ама нема да изненади ни ВМРО да победи. Тоа ќе го одлучи народот. Чувството на неправда е од две причини. Прво е заради тоа што кон политичките партии во Македонија, тоа е заради свесното подривање на она институционална инерција која ја влечевме од стариот систем. И кога таа инерција се потроши, се види колку сме всушност неспремни да градиме институции. Од друга страна, да не го прашуваме народот, ние ќе ви кажеме како да правите. Не. Институции не се само собрание, влада, не знам, председател на република, уставен суд, ваков суд. Институција е секој суд, институција е секоја служба каде што вие треба да отидете. Има затоа што од моментот на паѓањето на доблеста во политиката, од тој момент вашите представници стануваат подложни на секаков вид на притисоци. Прва работа. Второ, односот... Не ти праштаат, види, тешко ми овде на шалтер, али напорно сме, направивте добра работа, па ќе ви во овој момент, па практично и во изминативе година дена, политиката на владата беше, дечки, ние сменивме име, ај остајте не сега да си тераме како сакаме. И имаше стварно голем бонус. Навистина, па мислам дека бонусот се потроши од Макрон. Тука е она што не го сваќаме. Не беше името. Имаше ли претходно... Името не беше услов за датум за преговори. Ама позицијата на македонската влада, сменивме името, јас се шокирав кога го прочитав тоа, мислам дека можеби и председателот на републиката. Ние сменивме име, зашто не ни дадовте датум? Ама луѓе, немојте така. Прво. Зошто мислите дека услов за да добиеме датум и за НАТО не беше името? Името беше за НАТО. Нели членките со консензус викаат додека не го решите проблемот со Грција, а со Грција преговараме. И како викаше и Стојанче? Чим си седнал да преговараш за нешто. Видете сега, јас после свадба немам намера за тапани да викам. Така што џабе ќе го зборуваме тоа, моите, значи јас си ќе ве потсетам 2013 година. Дека е небитно името, промена на името за да влеземе во ЕУ и НАТО. За промената на името во однос на Европската унија беше небитно. И тоа Макрон го каже уште лани во видео обраќање, ќе ве потсетам, значи тоа е проблемот. Тоа е проблемот. Ние се сеќаваме нели само на она кое што не знам, ќе ни го сервираат медиумите или нам ќе ни одговара. Човекот уште тогаш си каже, тоа ви е потребна промена за да го решите вашиот спор со соседот, со Грција. Инаку тој не каже тоа ви е услов. Сега, друго е прашањето во однос на НАТО. Но јас ќе ве потсетам и на уште нешто. Ќе ти кажам од директен контакт, и американците кои се овде, истото го викаат години. Никој не ве тераше. Абе, викам, вие не натерате. Бог да чува, вика, да сте нормално. ама... Шо ни значи нам вашето име, дали ќе го смените значи, или не? Значи, да сакаше Америка да не тера во она балканска форма како што ние доживуваме, немаше да го признаат претходното уставно име. Така да, остајте ги тие работи. Сега, да не влегуваме во зони кои што се поминати. Јас сега можам само да кажам дека мојот пристап, ама тоа сите сакаат да го заборават, бидејќи тогаш во 2013 година, не само што ВМРО не сакаше мојата предлог стратегија за решавање на спорот да се најде на дневен ред, тука многу помогна и СДСМ. Зошто во тој момент бев саботиран од СДСМ во собранието, до ден денешен не ми е јасно, иако веќе... Па таму имаше неколку решенија кои што денеска се применуваат во многу потврда форма, морам да признам дека единствено тој маневар кој што го направи во таа ситуација го пофаќа партиите што представуваат доминантно албанци. И тие одиграа многу мудро, го премолчаа целото, оставија ВМРО и СДСМ се здавија за предлог кој што воопшто не стигна на дневен ред, бидејќи беа договорени да не стигне. Сега немам намера да замарам со поминати работи, само знам дека мирен сум и ова што го кажувам го зборам со чиста совест, знаете зошто? Затоа што секогаш сум знаел дека може да ми е криво за тоа што нема да се обидам да го направам, а не за тоа што сум го направил. Грешката можам да ја признам, но не би си простил ако не сум пробал нешто да истерам на прав начин. Кажете ми, исклучувајте се малце од муабетот, ми треба повеќе вашата анализа. Значи, по-конкретно. Ми треба следно мислење ваше.
Што мислите, дали Македонија има шанси да влезе во Европската Унија и кои се алтернативите ако не влезе? Што со тоа? Значи, јас сум еден од оние кои што застапува дека Македонија е потребно да биде членка на НАТО, затоа што тоа е наш стратешки интерес, и дека треба да бидеме членка на Европската Унија, затоа што тоа е наш економски, културолошки, како сакате, интерес. И ќе бидеме ли? Да, но со ваква политика, со ваква влада и со вакво неразбирање на европските констелации, во скора иднина не. Сметате дека Европа дига раце од оваа власт, од оваа конфигурација овде сега што има? Од оваа власт. Па гледајте, јас вака ќе го поставам прашањето. Дали Европска Унија бараше од нас отворено да ние влегуваме во така наречен мал Шенген? Што треба да значи тој мал Шенген? Не знам што. Па тоа е проблемот, на никого не му е јасно. А кој го извади тоа? Па не знам сега меѓу Вучич, Рама и Заев тешко е да се најде Тоа е на нивната, тоа е средба помеѓу Вучич, Заев и Рама. Да, по промовирањето на таму го промовира тој мал Шенген, нели, кај што ние... Зошто тој им смета на Европа, по вас? Не знам дали им смета, но не гледам, јас лично не гледам причина дека нас нешто посебно ќе ни користи, бидејќи во даденава ситуација ние немаме ни некои посебни царински давачки едни кон други, ниту имаме некои големи затворени граници и слично, напротив, флуктуацијата е многу нормална. Какви пораки сакаме да пратиме? На кого сакаме да му угодиме во Европската Унија, бидејќи штом сме спремни за мал Шенген, па спремни сме да ги прифатиме очигледно и некои најави кои што денес да речеме австријски стандард ги споменува за не знам условено членство, па за можност да се врати членството назад и слично. По-конкретно, експлицитно? Експлицитно, мислам дека не смееме да отстапуваме од она што сме го кажале и не можеме цело време бараме некои скратени патчиња кои што не ги измислуваме ние, туку наместо да се држиме кон она што ни е востановена цел и да се држиме до принципот. Давате датум, не давате што треба да коригираме, тоа и тоа. Фала многу и за тоа време да работи нашата дипломатија. Значи јас ќе ве потсетам дека единствена средба на македонскиот министер за надворешни работи со некој во Франција била пред 2 месеци, ако не се лажам, со државниот секретар на министерството, на француското министерство за надворешни работи. И толку. Нивното фаворизирање на одредени членки, па дека тие ќе влијаат, демек се фокусираа само на Германија, само на Америка. Па овде знаете како е, овде беше Берлин и другите кои ве врти. Па не само тоа, овдека мислам дека поголемо влијание имаше британскиот амбасадор, кој имаше Брекзит, Европа му искаче и ние таа пародија се ја слушаме, искачаме и примаме совети од вие во Европа и така натаму, некој што искача од таму. Тоа е малце веќе и демагошки. Секој Ко Борис Џонсон сега да дојде и да ни рече, види дечки, вие Европска Унија, за Европска Унија, ние сме сите за Европска Унија. Чао, пријатно и да ми ја имам Брекзит. Знаете како е сега, јас ќе дозволите сепак во мојот пристап, знаете дека не одам на тешки квалификации или на она што би отишло надвор од политичката коректност. Заради тоа, покрај симпатичното согласување со ова што кажувате, бидејќи парадоксално е. Емисијата се вика Јади бурек. Па да, немој да заборавите. Парадоксално е, но знаете како е. Доаѓаме во ситуација во која не можеме да си ги сетираме своите приоритети и после некој друг ни е крив. Значи, реформите дома, додека не ги направиме, додека ние немаме саглам држава, институции и судство, да ве парафразирам кратко и јасно да ве разберат и мали деца, ништо нема да мрднеме. Така. И додека не ги ослободиме економско-финансиските институции. Што значи тоа? Тоа значи дека кај нас и банкарскиот систем ќе се јави во одреден период како проблем, неговото влечење на корените кои што една од колумните да ќе ви кажам кои што има привлечено најголемо внимание, само следете ги парите, бидејќи рекет е интересната коинциденција на обидот за сопственичка промена на структурата во една од најголемите банки во Македонија и паралелно со тоа се случува рекет. Значи ние го имаме можеби затворениот финансиски систем во Македонија кој одржува можноста владата да си купува благајнички записи, нати го дај ми го да си прават со банките, но тоа граѓанско заложништво после кон банките сите скапо го плаќаме. Тоа е прва работа. Второ, јас ќе ве прашам како е можно да ING, да речеме, која има банкомат во сред седиштето на НАТО, не може да влезе во Македонија, па што сака да прави. Тоа ќе ми извините, ама е само последица на желба да се зачаурат и да се држат уздите на она, што значи предходно системско решение.
Тоа се тие 10 фамилии кои владеат со оваа земја. Верувам дека тоа е тоа. И не заборавајте дека кај нас оние 12 величинствени или нивните од тие фирми, не знам колку и остана, тие практично го сетира, го затворија пазарот за малите и средните предпријатија, кои се 70 до 80% зависно од економијата, структура на економските компании. Како и денеска знаете што, извинете, ама Македонија стопанството во Македонија функционира повеќе врз основа на субвенција до што на пазарни основи. А тоа е најмалку нели капитализам за кој се изборува. Па затоа денеска ние зборуваме 3,2, 3,1% GDP. Знаете што значи GDP-то на македонските граѓани? Ништо. Во оној момент кога ние имаме минимална плата во која што владата вика ајде сега дајте поише, па нешто стопанствениците кршат прсти. Зборуваме за дејности, значи ние сега си признаеме, ние имаме трудово интензивни дејности се уште, а недоволно квалификувани луѓе за вршење на ајде да кажеме дејности и услуги кои што имаат поголема додадена вредност. Стварно не сум истражувал. Има ли други земји кај што одредуваат на сила колку ќе биде минимална плата? Па ова е некоја форма на социјален диалог, ајде се така да го наречеме, во која што синдикати, работодавци и влада влегуваат. Има ли негде друг вакви? Веројатно има, не сум го истражувал тоа така баш. Обично тоа е реминисценција на претходните. Но како либерал секако дека најубаво е нешто да биде слободен пазар, но последиците може да бидат тешки. Немаме ние такви основи. Социјалната одговорност мора да постои. И пододреден минимум не може да се стигне. Но исто така мора да се види нешто друго. Ако сакате да зборуваме за GDP, Македонија под 6 до 7% раст на бруто домашниот производ годишно, една деценија нема да може да мрдне. Ако јас видов една карта, не знам која сподели на Twitter мрежата. Македонија има раст од некои 40% во изминатите 30 години. Албанија има 141%. Турција има, да не претерам, 300 и кусур проценти раст. Негативниот раст е во Србија, делумно се има одразено на Црна Гора, делумно на Босна и Херцеговина, особено заради оние воени конфликти кои што се случуваат таму. Но ќе ве молам, па ние имавме краткотраен конфликт во Македонија, големи помошти кои што доаѓаа после него, релативно брзо се санираше штетата, немавме големи економски потреси, а ние сме се уште практично не можеме да се одлепиме. И затоа кога ќе видам овие статистички надпревари на министрите за финансии, вака так, немајте ве молам. Јасно е дека 20 до 30% во вака мали држави, како што е Македонија, Словенија, Чешка и слично, со тие перформанси зборувам. Да, државата мора да интервенира, бидејќи на тој начин го поттикнува растот. Ама ова нашево веќе станува смешно. Ние постојано се заложуваме, ќе градиме сега автопати. Да, па ќе го промашиме автопатот. Ај одговорност за автопатот? Нема. Ајде нови кредити да земеме, да го продужиме автопатот. Блаце километар, 12,5 Па милиона. смешно ве, ама не е само тоа, ајде ќе земеме конституција на земјиште и слично. Па нашиот проблем, знаете што е? Што кај нас авантите се вградуваат во цената на тендерот. И затоа станува веќе се смешно. И од тие причини, ќе извините, ама ако Албанија можеше да изгради автопатска мрежа, ако Косово можеше да изгради, еве сега, минатата година, или годинава го пуштија практично автопат. Сакате да ми кажете дека Македонија не може да изгради 20 на километри автопат од Скопје до граничен премин? Немојте. Или не знам, цело време зборуваме, пругата кон Бугарија, еве сега втора фаза. Уште од 90-та година се збори. Па која втора фаза, кај нас 15-та фаза е веќе тоа. Значи, додека не ги отвориме тие транспортни коридори, нема ни коридори на комуникација. Искрено да зборуваме. Ајде, надвор од стандардното следење на вестите. Кажете ми, кои се вести во светот или во регионот? За нас светот завршува некаде околу Босна, Хрватска, евентуално ако имало некој пожар, нешто се превртало, некој... Толку. И во Јапонија имало земјотрес, торнадо во Америка, заврши приказката. Ние сме толку затворени во нашата, не знам, во нашето поимање на матрицата и политиката, што тука завршува се. Заради тоа, кога зборувам за потреба од нешто ново, тоа е новиот мајндсет заедно со новите институции. Знаеш што му фали на овој народ ако веше субвенционираш? Субвенционирани летови да помине викенд во Европа. Значи, дали си свесен дека повеќе од 60-70% од населението на Република Македонија не патува во ниедна друга земја? Значи, скоро милион само од луѓе се оние кои ќе одат до Грција, до Бугарија, до Албанија.
до Србија и така натаму. Не знаев дека станува збор за вака висок процент, инаку сега- бев свесен. И сега, ако сакаш да промениш свест, иди само нека се прошета низ Прага, нека се прошета низ Виена и нека дојде да голта кнедли. Прво да ја преживее депресијата, кој ќе види кај се вратил, нели? Ми си го убав ми е простор, така натаму. И ако ќе влезам у Сиене, никој ќе дојдам овдека, ќе ме фати депресија 3 дена, па ќе почнам да менувам, дај дечки друго светло ќе ставиме, дај некој нов кадар. Значи, мислам дека е тоа едно од работите, ако веќе менуваме некаква свест и не знам како се менува свест. Еве, например, СДСМ донесува уредба со која се намалуваат казните, бидејќи ВМРО ДПМН одреди високи казни во сообраќајот. И тие не се одвестувале спрема. Ја не можам да сватам како човечки живот или човек повреден или куќе прегазено или точак прегазен или тротинет или било кој судар предизвикан, треба да го имаме во социјална форма за да го оправдаме пониската казна. Па тоа богатите можат онда да не газат како во филмот Thunderbolt со Сталоне и уште да собираат парички, нема проблем и ќе се фали вечерта на маса како Монти Пајтон. Кој? Ја, 12 души све сум искеширал. Thank you and fuck you. Дојдовте до суштинскиот дел, све сум искеширал. Овде како сакате ставете милионски, ако сакате ставете минимални казни, делот на кеширањето ќе не уништи. Дојдете што од каде почнуваат промените. Зборував за шалтер. Промената почнува и од нешто друго. Имате комунални редари, да речеме, или инспектори. Промената ќе започне кога ќе види дали на паркингот колата е паркирана меѓу двете ленти. Ја за тоа зборувам. Знаете, толку е убаво за високи политики, Макрон, Трамп. Да, ама тоа ќе почне кога и да го дрочиш тој што лошо се, кога 3 месеца не земал плата. Тој човек под стрес, малтретиран, измрцварен, и човек под стрес не можеш да очекуваш рационално да се однесува. Да, пред закон е задолжен. А како може државата да му го толерира неговиот собственик, кој не му дал плата? Така. Тоа. Па како што важи за него редот да се паркира меѓу двете ленти. И кој ќе го спроведе тоа? Кој е тој механизам што ќе го направи тој ред? Па кој ако не ние? Луѓево, Иван. Кој ако не ние? Кој ние бе? Погледни, луѓево не можат плата да земат. Им доцни плата. Пази, не збориме за повиша плата, онаа минимална 200 fucking евра не можат да ги добијат. И ти се од него го очекуваш. Се сеќавам кога во негде почеток 2000-те, кога дојде еден светски синдикален лидер и таму нели се поставуваше прашање, па нели е единствен начин ако народот се дигне да се бунтува? Не, вика, не е така. Гледате во Чиле, во Шпанија, сега се дига, ама тоа е средна класа. Тоа се луѓе кои живеат од својот труд, луѓе кои заработиле. Абсолютно. Не може тој што е толку доле, не очекува револуција од него. Помина тоа време на Матија Губец, селска буна. Револуцијата се случува во секој од нас, односно сите ние еволуираме. Јас во револуција не верувам, но во еволуција да. Кај нашата свест, значи, мора да се качат две работи. Прво, дека никој не може да не биде крив друг ако не сме си самите. Ама све ми е јасно како да се спроведе тоа. Не ми е јасен механизмот. Кој сме тоа? Што е тоа акција? Се е акција. Еве, за 20 години не разбирам што е таа акција. Како да го натера тој на работа да му даде плата? Сега ја ќе му речам дај отказ. Кај ќе иде бе? Па немаме ние пазар на труд. Сега и тоа како има пазар на труд веќе? Забележувате? Други бе. Па тоа е многу интересно. Значи, од една страна создадена и фама дека готово, идеме во Германија и тука заврши се е средено. Луѓето гледаат дека не е толку едноставно. Но од друга страна, па денеска се гледа и дека па не било толку убаво да се играш играчки со своите вработени, дали се станува збор за работници, да речеме, квалификувани или за повисока структура, се гледа дека не може веќе да се играат играчки. Но, во исто време, мораме да сватиме дека па знаете, и она високо мислење што сме го имале за својата средна или интелектуална класа, малку сме се преценувале. Затоа да си погледнеме секој во својот двор, секој да се погледне во огледало и кога зборувате каква акција. Па еве мојата акција започнала, јас од комфорна позиција сум рекол не, таа комфорност не значи дека ќе ми донесе нешто. Напротив, јас нема да создадам ништо ново. Можам да бидам
задоволен со, не знам, некоја привилегија, здраво председател, како си председател, нема врска тоа. Што сте по струка? Јас сум политиколог по струка. Добро. Во моментот не вработен. Така. Да си знаете. И тоа значи зашто сакам да го кажам. Па не може јас да добивам ништо доколку не сработам нешто. Доколку не се докажам и еве на пазарот како што велиме, нели. А видите ако моите идеи не се прифатливи, јас не можам да одам напред на пазарот. Но во исто време, ако успеам да се справам со сето она што значи, дали медиумски, дали политички, дали вакви финансиски и слично проблеми, доколку јас не сум во состојба да се справам со нив, па може би не ми е местото тука. Тргни се од себе, па барај и од другите. Респект за ова последново кажано. Благодарам, иако скапаме кошта. Зошто? Мислам, тешко е. Тешко е затоа што не лично мене. Кажаното не воопшто со Не лично мене, значи јас за овој пристап сум оптеретувал значи целата своја околина која трпи практично заради некоја моја принципиелност и слично. Но знаете како, ако го погазите собствениот принцип, лесно ќе ги газите и луѓето. Океј, покажувате добар пример и доблесен. Се сеќавате ли кога бевте гостин кај мене Сител телевизија? Одамна беше, така? Па тоа беше за некои локални избори, но веројатно така. Така. Сигурно. Се сеќавате ли што тогаш кажавте кај мене меѓу останатите работи? Дека барате, би барале со закон да се забрани употребата на сонцето од Вергина во Македонија. Стоите ли уште на тоа? Па денеска ви е тоа дел од договорот. Еве ви едно. Сега да ве потсетам на уште нешто. Подарок од мојот газда. Благодарам. Должен сум да на секој гостин му подарувам по една знам, книга. благодарам. Повелете. И оваа книга ќе ја подигнам, само ќе дозволите, кој ќе добиам и посветата од вашиот газда. Секако. Така. Од мојот газда барате посвета. Јас би сакал ако може од вас, бидејќи кај вас сум гостин, а вие ми споделувате. Со задоволство. Сега да ве потсетам и тука. Инаку, дали го гледате символот на телевизија каков е? Добро. Имате проблем со тоа што ние ваков символ? Во таа забрана за која што зборував, економските, приватните ентитети не беа офатени. Добро. Јас зборам за општо. Сега ќе ве потсетам на уште нешто. Начинот на кој што и договорот со кој што дојдовме отстранува во моментот символи од шахти. Размислете што беше подобро, мојот предлог или ова денеска што е? Вашиот предлог беше. Сега затоа ќе ви кажам. Секој предлог што не е навремен, може да е преран, ама тој за доцнетиот после ќе ви донесе полоши решение. Денеска ќе се согласите ако се прифатеше тоа за што ја зборував тогаш, ова немаше да биде проблем. Не влегуваме во Европска Унија. Поентата е да ги предвидиме работите и да авансно да го направиме најмалиот, како да кажам, најмалиот потек со кој ќе имаме најмали штети и во исто време да знаете, секогаш ќе не гледаат подозриво, доколку се обидеме договореното да го изиграме. Не влегуваме во Европска Унија, влегуваме во НАТО, да заклучиме од разговоров, а што се однесува до резултатите на изборот... За 6 месеци ќе ме викнете повторно, бидејќи сега ќе ви кажам вака, немајте да ни се случи да добиеме датум од Берлин, а услови од Париз. За 6 месеци ќе се видиме. Одлично. Може и порано, ќе ми биде задоволство. Благодарам уште еднаш за вашето гостување. А во однос да не останам на последното должен, не верувам дека ова мнозинство дека ќе остане на власт. Напротив, сметам дека и не е корисно да остане. Благодарам за вашето гостување. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.